Денешна пресконференција е со цел да го промовираме нашиот проект кој што е многу значен, проект кој што има многу конкретна, јасна цел, а тоа е подигнување на нивото на безбедност во нашата општина, а со самото тоа што зборуваме за општина центар, значи зборуваме и за градот Скопје. Она што сакам да го кажам е дека овој проект добива особено на значење после, за жал, црната низа на сообраќајни несреќи во нашиот главен град, кој што, за жал, како што кажав, однесува и голем број на жртви. Почитувани од денеска, Дебар Мало е зона на смирен сообраќај, односно Дебар Мало е зона 30. Тоа значи дека во опфатот на булеварот Климент Охридски, потоа булеварот Партизански одреди, улицата Рузвелтова и булеварот Илинденска, максимално дозволена граница за возење е 30 км на час. Се што ќе биде над 30 км на час се разбира ќе биде казниво. Поставени се веќе 25 сообраќајни знаци и тоа на сите 6 влезни и излезни раскрсници. Нас ни е многу битно што почнавме со Дебар Мало, затоа што овде има голема фреквенција, овде имаме и градинка, овде имаме и училиште основно, имаме факултети и имаме библиотека. Она што е многу битно и што сакам да го напоменаме, што општина Центар е првата општина во Република Македонија каде што ќе функционира оваа зона, односно зона 30. На крај би сакал да го искажам моето, односно заедничкото очекување дека прво оваа иницијатива ќе биде прифатена и во другите општини, не само во градот Скопје, туку и пошироко во државата. Ние се разбира имаме намера да продолжиме во другите делови со општина Центар, затоа што верувам сите ќе се согласите, огромна е потребата да воведеме на многу поинаква, многу поригорозна култура на однесување во сообраќајот. На крај, од мојот заедничко име би сакал да ги повикам граѓаните, да ги замолам да ги почитуваме овие сообраќајни знаци и со нашето однесување да дадеме пример за тоа како треба да се однесуваме и како пешаци, но и како учесници во моторизираниот сообраќај. Благодарам, дали има некое прашање? Голем дел од тротоарите токму во овој дел се узурпирани со паркирани возила. Тоа дополнително ја нарушува безбедноста, бидејќи пешаците мора да одат по коловозот. Како тоа ќе се решава? Па, за жал, тие се окупирани не од паркинг на општина Центар, туку еден друг паркинг. Ние гледаме што можеме да направиме да ги ослободиме тротоарите. Досега имаме повеќе успешни проекти. Се согласувам со вас дека е неопходно да продолжиме во тој правец и ве уверувам дека докрај ќе работиме ревносно на тоа прашање. Фреквенцијата на возила знаеме дека во централното градско подрачје е најголема. Од тоа произлегува и проблемот со метежот, особено после 4 часот, една од раскрсниците каде што најмногу се создава метеж е баш раскрсницата тука кај Соборниот храм. Знаеме чија е ингеренцијата за регулирање на сообраќајот, меѓутоа дали може општината со некои мерки, некои предлози до градот и до Министерството да помогне да се регулира полесно сообраќајот, особено на оваа крстосница? Па како што кажавте, таа под ингеренција на град Скопје, но се согласувам дека ние како општина Центар мора да направиме се да ја внесеме, како што и најавивме на денешната пресконференција, таа поголема култура во однесувањето. Мора овие жртви што се случија и овие сообраќајни несреќи да не отрезнат сите нас. Затоа ние од денеска не само што го промовираме овој проект, туку и ќе делиме сите и флаери, ќе бидат тие поделени како по учесниците во сообраќајот, така и по влезовите. Има и банери, како што гледате позади нас поставени, така да ние сме отворени за соработка со градот Скопје да направиме се што може за да бидат граѓаните безбедни, да може да живеат, да функционираат, да се движат по безбедно.